Земја без сечила. Джованино Денгуба бил голем патешественик. Патувал и се нашол во една земја каде што аглите на куќите биле заоблени, а покривите не завршувале со остар врв, туку со мека грбка. По должината на улицата биле посадени трендафили и на Джованино му текнало да закачи трендафил на реверот. Додека го откинувал трендафилот, внимавал да не си избоцка, но забележал, трњето не баре биле од гума, само го скокоткале по раката. Ете, гледај, извикал Джованино. Од зад грмушката се појавил еден општински чувар и му се насмевнал. Не знаете ли дека е забрането да се кинат трендафили? Многу жалам, но и не помислив на тоа. Добро тогаш, ќе платите само половина казна. Благо рекол чуварот како да било човечулето од масло кое го завело Пинокио во земјата на игрите. Джованино забележал дека чуварот ја пишува потврдата за казна со молив без врв и не се воздржал. Простете, можам ли да ја погледнам вашата сабја? Со задоволство ќе ви ја покажам, одговорил чуварот. Се разбира, и сабјата била без сечило. Па каква е вашата земја? Земја во која нема ништо остро, одговорил чуварот толку учтиво, не баре зборовите што ги изговарал биле напишани со големи букви. А мишајки употребувате ли? Одамна ги забранивме, се лепиме со лепило, а сега молам, удрете ми 2 шлаканици. Джованино ја отворил устата како да се готвел да голтне цела торта одеднаш. Ве молам, не сакам да ме турнат во затвор поради напаѓање на службено лице. 2 шлаканици би требало мене да ми се удрат, а не јас да ги удрам, но тука законот е таков, мирно објаснил чуварот. Цела казна 4 шлаканици, половина казна 2 шлаканици. На чуварот. Но тоа е несправедливо, тоа е ужасно. Се разбира дека е несправедливо, се разбира дека е ужасно, одговорил чуварот. Тоа е толку недобро та луѓето, за да не бидат присилени да им удираат шлаканици на невини човечиња, внимаваат и не прават ништо против законот. Ајде, удрете ми 2 шлаканици и друг пат внимавајте. Но јас не би сакал ни да ве потупкам по образот, најмногу можам да ве погалам. Кога е така, решил чуварот, треба да ве спроведам до границата. И засрамениот Джованино бил принуден да ја напушти земјата во која немало ништо остро, но и до ден денес тој мечтае да се врати таму, за да живее на најучтивиот можен начин во некоја куќичка без врв.